Чува си пасат интересно, смешно гриза. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес јас го напуштам Ксаргила на Оазата. Сношти јадев, пробав тука месо од камила иначе. Еве ги тука се и камилите. Иначе песокта тука на тие дините одма што ми беа позади шаторот тврда беше, некако не беше мека како таа во која заглави вчера. Иначе денес одам од тука од Ксаргилан кон Доус и од Доус кон градот Тозеур. И таму ќе преспијам, 2 ноќи планирам во Тозеур да ги поминам. Бај. Тука има многу да возите 4 цикли, така да јас не возев. Не одев под ниите, доволно ми беше возење со мојот мотор во текот на еден ден. Иначе имаше едни италијанци со Харли. Не знам како стигнаа, но кога тргаја, сега со Вајлевојте се минаа пред мене пол сат негде. Заглави одма уште во самото тргање. И ги тргавме јас и уште еден човек и жената од позади туркаше и излезе некако тој со Харлито. Иначе исто така Хрватот ќе остана малце да си искапи, вчера касно дојде, тој не стигна ни да си искапи, ни да прошета во Оазата. Сношти со него вода се изнапивме двата заженати од цел ден, едно заедно и вработениот го научивме како се вели за вода на македонски, српски, хрватски, истото е, нели? И само вода ќе му речевме, вода ќе ни даеше. Иначе за појадок не стигнав да ви го сликам, да ви го снимам, нема вземено ништо со мене. Јајци има варени с денка, маргарин и еден мармалад многу убав, а со тоа кафе, исто така многу убав, еден имаше мармалад. Односно, ви кажав за мармаладо, имаше сок. Ми рече дека е од портокал и јаболко. Јас не осетив ни портокал ни јаболко во сокот, но беше преубав, значи многу освежителен. Од тука прво одам до Доус, таму планирам прва пауза, има порта на Сахара и до таму имам негде 130 на километри. Еве ги италијаните со Харли да се враќат назад. Може имат заборавено нешто. Инаку денес уште... ми се кива. Многу мрзам да кивам, кацига. Денес уште пажешко од вчера, 39 степени. Вчера жежеше само што зајде сонцето, најнаш стана многу пријатно за седење и вечерта кога линав дури студеше, со 2 кевина бев покриен додека спиев и беше многу убаво спиење. Со Вајлево негде кај 6,5 часот станав, дури свежо малку беше, но само сонцето што се истигна малку повисоко 7,5 часот и најнаш почна да жежи. Јас сега тука треба да одам лево за Доус. Еве и камили. Не те разбирам. Ајде, чао. Иначе не ви кажав за месото од камила, нешто слично на говецко беше, мене не ми се бенди се многу, беше и варено
не можев да го джвакам, но тоа не значи дека не е убаво мене ако не ми се допаднало. Но да се проба убаво е да знаете пак што е, како е. Иначе не знаев јас дека од Камила седиме со Хрватот, јадиме, и едно време тој Хрватот праша што е месото и му кажа од Камила дека е. А се бајлево го имав и проблемот со телефонот, ми се прегреа, не можев навигација да пуштам, морав да малку да почекам да го разладам, за да видам кај сум, што сум, на шо сум. Но сега исклучен ми е, нека се лади колку сака, не би требало да имам нешто тешки завртувања по пат. Сега ќе падне, многу беше длабоко, не изгледаше толкаво. И еве Камилчина на патот. Шува си пасат, интересно, смешно гризат, само не знам шо пасат овде малку треба. И после 150 километри возење низ пустина, конечно пристигна во градот Доус. Сега тука да одам да ја најдам портата за во пустината Сахара. Времето е некако облачно, што знам, жежи, меѓутоа исто време ни не жежи многу. Имаше доста камили по патот, возењето беше интересно, иако по прав пат цело време. Сега дори на крајот дремки малку ме мавнаја пред Доус кога стигнав. Но сега веќе сум свежнат. Ќе направам сега кај портата и својата прва пауза. Куќите тука се навистина автентични, тоа што го забележав, немаат покрив како кај нас остари со герамири. Значи горе се рамни претежно и најгоре покривот му е всушност нешто како балкон, како тераса. Немат подкровје, да речем. Таван немат.
Не знам оти по асфалт не ми даде пат тук, овде ме испика. Не беше лошо за возење, имаше песок, ама се возеше, ама сепак. И веќе ја гледам пред мене портата на пустината Сахара. Никој нема, што е убаво. Јас нема веднаш да влезам да се пикнам, прво да го видам теренот каков е. Не би сакал да заглавам. А зашто во ова се... И од тукова натаму веќе е Сахара, очигледно таму има дини, а ова нешто ко амфитеатарско е лево. Меѓуто овде се гледа дека многу возат. И не знам каков е песокот, но ивичњаците изгледаат стрмни баги. Јас тука сега ќе направам една пауза да размислам дали ќе ми фати око да вознам тронаваму. Ако не ми фати, само продолжувам понатаму. И јас ја прегледав песокта, тврда делува за возење, меѓутоа премногу жешко и сепак не ми се ризикува на вистина. И сега продолжувам, се упатувам кон градот Тозеур, воени хотелот кој што го одбрав, но се уште не го закажав. Од причина што вчера имав закажано каде што бев овде во Азата, платив 50 евра преку Booking. Хрватот дојде незакажано, плати 25 евра. Така да јас сега одлучив на незакажано да одам, само го најдов хотелот, има место преку Booking. Охо. И се надевам дека нема да ми дадат некоја уште поскапа цена и од Booking од кога ќе стигнам. Исто така некаде ќе застанам попат бензин да турам, и ако имам, може би за Тозеур ќе ми стигне, но сепак. Овде веќе не е толку делот, барем така мислам, да нема бензински, така да не се стресирам нешто многу. Иначе еден човек додека правев пауза дојде, ми рече дека имале тука сега брзо од Македонија, од Джерба дојден и островот на Тунис преку агенција, а исто така и со мотор имало некој пар дојден. Јас сега кога напуштив Ксаргилан се разминав со еден ГС, пар беа двајца на мотор, може да беа тие, но не можеме да знаеме. Може тие да беа од Македонија, ве сме се нашле некаде од Тунис, само се поздравивме, не знаевме од кај сме и што сме. Ми заглаве задната кочница. Дојде еден човек тука имаше, ми даде чекање, па чукнав пушти и сега нема да ја користам. До Тозеур уште 90 километри. Ова околу сето е за сол, всушност езеро за сол прајање. Точно како се прави солта не знам, но е за сол. И на Google Maps како езеро, како вода го вади. И гледате има нешто како сол бела одгоре.
бре. Многу динамично се вози. Тука сега ќе треба лево да завртам, пропатамо. И јас наближувам до хотелот, тука лево ми вади. Residence Evolved. Еловет. Не е ова. Туку другото малку подолу. Така барем ми речеа. И јас се сместувам во хотелот, по полека си скапив едно друго. Многу добра е совата, искрено. Исредено сето чисто исчистено. Тука плаќам за две ноги ги останам, плаќам 45 евра и имам исто така и појадок и тука. Сега додам картичка, треба да најдам да си купам и да јадам нешто друго за вечера. Јадев јас мак халеб, нешто мислам дека се викаше, со пилешко, низнатре кромит имаше зачини, многу беше убаво, значи луѓе, две ми дадоа, едното само го изедов, значи премногу беше стварно за еден човек, мислам за еден човек, за мене беше многу, но другото му реков да ми го спакова и сега си го зедов тука в хотел, па покасно ќе си го јадам, малку налуткуваш, ама беше премногу убаво. Заедно со фанда платив 9 динари, што се некаде околу 2,5 евра. Тука ја си ќе го одјавам ова видео, дојде време за спиење малку. Доколку ви се допадна, притиснете лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.